Така, генерално жртвите кои што се згрижуваат во Центарот за жртви на семејно насилство доаѓаат од насилни средини, а насилникот најчесто како причина за неговата насилност е токму алкохолот, но и хазартот. Со мене, како што најавивте, Екатерина Давчева од Центарот. Кате, добре дојде. 5 месеца функционира Центарот за жртви во Струмица. Каква е бројката? Што е она кое што вие како центар го возможувате и од што најмногу се жалат жените? Така, значи како што кажавте, Центарот за заштита на жртви од семејно насилство во Струмица функционира 5 години. Она што можеме како првична статистика да ја кажеме, односно она што нашиот стручен тим го изработува како анализа е дека во овој месец и половина, додека траат овие рестриктивни мерки, додека трае оваа пандемија со коронавирусот, двојно е зголемен бројот на жртви кои што побарале помош во споредба со првите 3 месеци 4 од самото функционирање на Центарот за жртви на семејно насилство. Нашите стручни тимови веднаш кога почна да се носат рестриктивните мерки, забраната за движење, кога веќе се виде тенденцијата дека оваа пандемија сепак може да земе поголеми размери и здравствените власти презема превентивни мерки, значи стручниот тим направи анализа врз основа на статистиката, врз основа на социјалното опкружување тука во Струмица, меѓутоа користеше и меѓународни искуства. Врз основа на таа анализа се покажа дека има потреба од зголемување на капацитетите на самиот центар, кој што може во под наводници нормални услови да згрижи 8 жртви. Овој пат центарот пристапи кон зголемување и зајакнување на потенцијалот и зголемување на капацитетите за згрижување, така што сега се наоѓа во една вонредна состојба и внатре во самиот центар, за да може да им излезе во пресрет на повеќето барања. Како што веќе кажав, само во овие месеци половина е двојно поголем бројот на жртви кои што побарале заштита во споредба со почетокот од кога центарот нели го ја доби дозволата за работа. Така, овдека наминовно е да не ги спомнеме институциите и дали она правило дека жртвите не важи за нив, полицискиот час, туку без разлика во кое време од денот или ноќта се случува насилството, да побараат. Каква е врската со институциите? Да, сите жртви кои што дојдоа во центарот во овој кризен период се жртви кои што дојдоа по повик од полицијата. Значи веќе полицијата интервенирала, па дури и некако како непишано правило секој пат беше во денови во кои што важеше и забраната за движење, значи функционира лицата кои што побарале помош биле запознати нели со ова ослободување дека за нив не важи оваа мерка за забрана за движење, значи соработката со полицијата, со инспекторите кои што работат во делот на семејното насилство, потоа исто така соработката со меѓуопштинскиот центар за социјални работи од Струмица е на завидно ниво, значи тече се со цел да им се излезе во пресрет на сите оние жртви кои што барале помош. Тука сакам да ја споменам само статистиката од СВР Струмица која што покажа само во првите месец дена од воведувањето на рестриктивните мерки дека 50 случаи пријави во кои што биле поврзани со семејно насилство. Тоа е еден показател нели индикатор како се одвива ова. Кога го спомнавте како причина алкохолизмот, да, меѓутоа она што можев да го видам како нели технички асистент од работата и анализите на стручните тимови дека се јавува па можеби еден вид како феномен карантински алкохолизам, односно што значи тоа? Во ситуација во која што луѓето не само што се затворени дома, меѓутоа од една страна им се јавува економската несигурност, дали ќе изгубат работата или нема да ја изгубат, па потоа тоа е еден цел општествен притисок кој што е врз нивни грб, дури и во семејства во кои што не се имало случајно ваква состојба агресија на семејно насилство, се случува, значи се случило со тоа што покажува дека одејќи по работа овој карантин само ги катализирал или овие забрани за движење одредени девијантни однесувања кај луѓето, значи и најчесто жртвите си заминале после таа кризна состојба внатре во семејството, затоа што некој пат дошло до такви немили настани.